Сега да, до сега не бев ни тука. Го уклучив стримот, имав некоја работа завршам. Некој репозишнинг да направам на акаунтот, пошто гледам дека се оправи индекси, мислим индексот кој што го следам, кој што е моја референтна точка сегаш, тоа е Nasdaq. Во контекста на станите денеска би сакал да зборам за една многу битна работа, за еден многу битен концепт кој што е релативно прост, го следат многу луѓе, многу инвеститори. Значи, изворно потекнува од Вилијам Онил, еден од, за мене, топ 3 најдобри трейдери у цел свет, што икад постоеле, односно, поготово неговата книга која што е напишана. Седнал, направил бектестинг на сите можни компании на што постоеле у тоа време, у 50, 60, 70 години. И дошол до заклучок, односно дошол до едно истражување негово, кој што се нарекува follow through day. По превод што би значило follow through day, тоа би значило catching bottom, нешто што ја највеќе мрзам. Јас сум тренд follower, значи јас сум трейдер кој што фаќа трендови. Поборник сум за тоа, но меѓутоа некогаш кога работите не идат добро, односно кога работите се движат во sideways движење кој што е моментално сега во Nasdaq, или пак доколку видите на пример во 2025 година некаде во февруари месец кога почнаа тантрум со овие со тарифите на Трамп, пазарот е толку брутален кој што иде неуморно надолна линија, и што секој мал отпор, односно секој кој што ние нарекуваме популарно dead cat bounce, ветува во тој момент дека се случува определен market turn. Но меѓутоа најчесто на почетокот сите овие market turns или dead cat bounce или овие консолидации после надолен тренд завршуваат неуспешно. Зошто follow through day? Ако сакаме, например, да влеземе во позиција и да испочитуваме онаа логика што ви ја напоменував претходно, значи акцијата да се движи над 10 дена и 20 дена moving average, 10 дена да е над 20 дена и акцијата да е над двете просечни движења, тоа би било почеток на некои побови време, односно на некој uptrend. Тоа е во превод ова. Значи, после 2025 година февруари месец, после солиден даунтренд, односно индексите падна, бар Nasdaq како технолошки индекс падна некаде околу 26%, кој што е критериум за bear market. Нас ни одговара да влеземе во позиции, значи не мора да е индекс, да влеземе во позиции кои ќе се оправат, нели, условно пазарите. За мене оправување на пазарите кога акцијата ќе тргне нагорно движење над 10 дена илјаковата линија и 20 дена жолтата линија, значи акцијата да е над овие двете линии, илјаковата и жолтата, и двете да се свртени нагоре. Ова е почеток на некои убави време, значи ја го увек го крстам ова risk on. Тука се опуштаат луѓето, значи тука фрчат лонг позиција на сите страни и било што. Но меѓутоа ова е идеален пример кој што е некаде на ботом од самиот market pullback, односно самиот bear market. Не е баш оле прика 12%. Ќе се навратам на теоријата на follow through day на Вилијам Онил. Заборавајте на овие moving average, значи заборавајте на дека постојат во моментот се ова што гледате, само знаеме дека имаме ние класичен даунтренд, така? Ова боли, значи овдека паѓаат индексите, ништо не функционира, сите сетапс безмал го пропаѓаат, значи оние што се со добри резултати, оние што има добар гајданс, оние што има добри ньюз, за да откриеме која е таа точка во која што ќе се оправат пазарите, мора да бидат задоволени неколку критериуми. Значи, послушајте, 3 точки се. Ништо, значи не е ни rocket launch, ни ништо. Што е тоа? Ова се критериумите. Follow through day е ден, специфичен ден во сток маркет, кој што ќе биде
четврти ден од пробно рели, значи ќе ги објаснам ова и преку график што значи тоа. Ќе биде ќе се појави на четврти ден, па понатака, значи може да биде 5, 6, 7, 8, 9, 10 ден од пробно рели од ботом. Тоа е првиот критериум, значи од 4 дена па натака. Не може да биде 1, 2, 3. Значи постојат исклучоци, сум бе тестирал, односно сум гледал многу фоллоу кои што се случуваат и на трети ден. Повторно ќе кажам, ова е уметност, ова не е ништо, нема статика тука, нема ова дефиниција како што учиме у други науки, у природни науки. Произволни ситуацијата, но меѓутоа гледајте, нека биде тој ден четврти или плюс понатака денови од пробното рели. Ви покажам после како што изгледа на чарт. Дента кој ќе се означи како follow through day, индексите да пораснат од прилика 1% или плюс. И секогаш, ова е вториот критериум, и идеме на третата точка. Третата точка е дека на follow through day, односно на денот кој ќе се оправат индексите, кои што рековме, кој ќе пораснат 1% на ден, кој ќе се случат на 4 плюс ден на 4 плюс дена од пробното рели, да има поголем волум од претходниот ден. Значи ова е теоретски, сега ќе ви покажам практично како изгледа тоа. Најубаво се го сетите вие кој ќе направите чисто еден историски преглед на сите фолтруди кои што се случиле на Nasdaq кога постои Nasdaq. Кога што гледате моментално е QQQ, значи не е Nasdaq Composite, како што знаете QQQ се најдобри 100 технолошки компании у свет по market cap. Додека Nasdaq Composite се 2500 компании. Може да би било по-миродавно да го гледаме Nasdaq Composite, но меѓутоа ќе се осврам на QQQ, пошто гледам дека датата околу волјума не е многу точна на TradingView. Сум правил паралела помеѓу IBD кои што ги презентира датите на волјум и датите кои што ги користи TradingView за Nasdaq Composite не се еквивалентно, односно не се точни, односно не се исти. Не знам кој е поточно, нормално. Што се случува? Значи паѓаат неуморно индексите. Заборавајте дека сме тука некако, односно за момент да препоставиме дека се наоѓаме во вакво движење. Значи нешто слично кој што е денешно, односно овој чопинг маркет кој што е одвратен во моментот што се случува. Значи индексите се движат надолу и нашиот green light кога ние да тргнеме у поход. Значи рековме за нас како трейдери битно е да чуваме кеш пари за некои подобри времиња, односно време во кое што се прават пари. Тоа не е во даунтренд, тоа не е во шопинг маркет. Никој не прави пари шопинг маркет, освен оние мало исклучоци. А уште помалку тоа е во bear market, кога шортерите, оние се мечките кои што се повува, што ги викаат дека они се најаки, уствари ни тие не прават ништо, нема врска. Значи, индексите паѓаат неуморно до некоја еден вид на капитулација која што е тука. И моментално дали гледате од прилика на чартот што се случува. Значи паѓа и овдека имаме, значи отворила берзава во даунтренд, секогаш кога е зелената светја овдека, тргнала надолу скроз и на неј кој начин се направи, ова се вика upside reversal во обид. Значи дека освен толку многу паѓање, овдека искочила некоја вест на точно Иван, William O'Neill, How to Make Money in Stocks е една од 10 библии напишана, еден од топ 3-4 библии за сток маркет. Од таму сите потекнуваат. Значи човекот кој што е William O'Neill, он има напишано за мене една од најдобрите книги на сток маркет. Он го има копирано William Giller и уште неколку трейдери у тоа време, вклучувајќи го и Jesse Livermore и таа некоја група на трейдери кои што не користеле, кои што биле трейдери, а не користеле чартови во голема количина, пошто и немало електроника у тоа време, цртале на рака, разбирате. Так, го пишал William O'Neill, најубаво ова, кој ќе го завршам ја овој стрим, да си го проверите, односно да си го истражите и преку Майк Вебстер. Майк Вебстер, не знам дали знаете, е протеже и вработен во кај William O'Neill. Еден дечко со дугачка коса, звер, буквално звер, од него ќе научите многу ствари, има YouTube канал моментално, има секој вторник и петок го има најбиди на YouTube, има своја
во петок мислам дека е market recap на неделата, а во вторник го објаснува сосема нешто трето. Значи од него многу ќе научиме. Да се вратам на ова. Значи имаме upside reversal, односно имаме некој вид на bottom, кој што ние не знаеме дека е bottom. Овдека не купувате. Овдека не купувате. Овдека купуваат rookies, како што рековме, овие што се извинете. Овдека купуваат оние кои што фаќаат врели мечеви или касика и ножеви надолу. Овдека не купуваат, овдека нема апсолутно никаква конфирмација. Без разлика што овдека мислам дека на овој ден, на 7 април, Трам рече дека ги укинува сите тарифи кои што ги претходно наметнал. Овдека вие не купувате. Разбирате? Follow through day секогаш е, само се навртам да ви го прикажам текстот. Значи, follow through day е секогаш четврти ден од пробно рели. Значи, ако е овој D1 овдека, пошто ние, нели, ситуацијата ние не знаеме дека е D1, но меѓутоа сега нагледаме дека се случува например на у моментот, значи ова кој е D1, броиме 4 дена. Значи, теоретски мислите дека денеска сме овој ден овдека. И гледате дека има зелен огромен кендл на огромен волјум, така че тука има нешто што некој што ја спасува целата ситуација и некои да се пропаднати на 26%. Значи, броиме 4 дена. Еден ден, 2, 3, 4. Од тука веќе имате критериум, задоволен критериум на follow through day. Втората точка која што треба да биде исполнета е индексите дента да порастат од прилика 1 или повеќе проценти на ден. Значи 1 или повеќе проценти у еден ден. Тоа е огромен buying power. Значи да се разбереме, ова не е индивидуална акција, ова е цел пазар. 1% на цел пазар у ден е голем, значи контраријан волјум наспроти bears и наспроти овие сите што продаваат. И сега гледаме долу кој е тој ден од тука па нагоре кој што ќе биде поголем волјумот, значи ќе порасне акцијата, односно индексот за 1% плюс и волјумот ќе биде поголем од претходниот ден. Што е третата точка? Направете си принт скрин ова кој што вие што сакате, чисто направете си принт скрин да си го имате, што вие овој критериум овдека ако не го абсолвирате ова се што ви го зборам во моментот ad hoc. Значи четврти ден понатака да има волјум поголем од претходниот ден и да порасне индексот за 1% или повеќе. Значи овдека може да видиме дека волјумот е сиромав. Овдека евентуално кој ќе видите овдека немаме зелен волјум или поголем ден од претходниот поголем. Значи волјум поголем од претходниот ден. Прво нешто што го гледаме овдека. Така, рековме, поголем волјум од претходниот ден, веќе 8 пробното рели е исполнет критериумот да е 4 или плюс дена од пробно рели и гледаме колку пораснала дента колку пораснал Nasdaq. 1,4%. Отворил, не пораснал, отворил. Теоретски ние сме тука денеска. Разбирате? Ова, кога го гледате во текот на денот дека се пумпа волјумот кој што е повисок, се наоѓаме на повеќе од 4 дена од пробно рели. Ова значи дека институциите и големите играчи значи менуваат дирекција, односно добиваат апетит за буткање на пазарот нагоре. Дали приметувате нешто? У компарација на селно што ви го кажав, ова е исклучок на ова што ви го зборев и претходно. Значи, градационо ја ќе ви ги додам сите овие работи кои што ги знам, кои што овдека можда би било сега дека идеално не е многу касно, меѓутоа овдека можда би било, кога ги погледнем овие moving average, можда би било веќе и касно за влез. Зборам затоа што овдека на follow through day вие ќе ги добиете најдобрите setups кои што постојат во сток маркет. Ако вие нешто треба да направите у вашево функционирање е да купите акција или акции, сет на акции на follow through day, кај што избиваат сите лидери кои што неуморно ќе бидат и ќе се движат наредни неколку месеци или кои имаат добри резултати на победок. Значи кога вадат компаниите страшен guidance или добри резултати. Овој follow through day на вас ви е единствена, по мене, реалабилна точка во која што вие ќе установите дека доаѓа до market turn. Овдека ќе видите преку 400 EP-а у еден ден. Дека ќе видите
како избиваат сите оние акции кои што треба да избијат. Оние акции кои што одека кога станал лош пазарот, извадиле добри гајданси, добри резултати, ги повлекол пазарот надолу, но меѓутоа на follow through day одека ќе ги видите сите најдобри setups. Кога индексите ќе избијат одека над 10 дена и 20 дена, која веќе ќе има конфирмација преку просечно движење или преку moving average, можно е за најголем дел од акциите да е веќе касно. Значи, можно е Quantum да биде горе 60% апроксимативно по лидер. Или, например, Space Stocks. Или, например, Memories. Секој bull market има своји лидери, да се разбереме. Овие што ви кажува, Space или Quantum беа пред неколку месеци, Memories беа сега последниве, но меѓутоа 8 било каква корекција и pullback или bear market имате нови лидери. Овдека на овој ќе биде, на овој follow through ќе ги имате најдобрите пикови во сток маркет. Ваша задача е да ги купите сите сетапи тука и оставите да работиве да си се фолдираат, unfoldираат како што треба. Мора да знаете дека како и се во живот, секој follow through day не е успешен. Повторно, доаѓаме до некоја си златна средина. Многу често 30 до 40, па и 50% од follow through day нема да бидат успешни. И тоа е така, тоа нема да смете ништо. Нема статика, значи нема ништо по дефиниција во сток маркет. Но меѓутоа, рекоме, probabilities најдобро е да си ги нанижаме на наша страна преку овие точки кои што цел свет ги гледа. Ова е нека screaming дека има присуство на сила или демент од институции. Еве например ќе ви кажам зошто секој follow through day е успешен. Овдека например индексите паднале, така? И овдека например имаме ние пробно рели овдека на овој ден, така? И кога што рековме follow through day секогаш ќе бараме. Значи без follow through day ние не влагаме во сток маркет. Овдека паднале индексите, така? Овдека имале некој пробно рели, секогаш на пробното рели дното од самиот bottom, условно кажано, е E1. Значи 1, 2, 3, 4, 5. Ако видиме овдека на петиот ден, гледаме дека овдека усвари нема волјум. Значи дури овдека има. Овдека има. Ама овдека па нема волјум од претходниот ден. Ништо, овдека пропаѓа ситуацијата, тука немаме воопшто. Ќе ви покажам некој посолиден пример. Значи не секој follow through day е успешен. Моментално зошто го презентирам ова, зошто сакам да ви покажам и ова да ви влезе длабоко во глава. Моментално се случува истата ситуација. Сите очи од IBD, сите овие што се свинг трейдери или кои што го почитуваат размислувањето или апрочот на Вилиам Нил, го следат и го чекат овој follow through day моментално што го чекаме и ние, јас и вие. Значи, пазарот е у енормна чоп range, неодлучлива насока, значи има тука пробен breakout, но меѓутоа генерално со се војнава, со се пазарот се движи никаде. По волумот може да приметиме и по виксот што неодамна падна, може да приметиме дека има многу голема несигурност, многу голем страф, разбирате? Јас искрено во неделата кога се разбудив преку ноќ, ја мислев дека индексите ќе паднат и под 200 дена moving average. Кој што е последно рековме, 200 дена оваа плава линија, последно нешто кој што ја ќе реагирам за моите позиции. Ја ќе избегам се живи дива. Ако има неодлучно, значи одлучно пробивање под 200 дена moving average, тоа значи дека пазарот е спремен за подлабока рецесија, корекција, извинете. Но меѓутоа се случува day one, вчера. Значи убаво паѓа пазарот, отвара овдека, така, е ботом и се опорава утекот на целиот ден. Ја ова го речувам ко day 1. Ова е day 1. Моментално сме на day 2. У кој што ја денска исто така гледам силина. Ова е day 2. Односно day 2. Во случај сега да имаме утре ние day 3 тука и day 4 например да гапне овдека. И доколку волјумот кој што ќе биде овдека биде поголем од претходниот ден, ова ќе биде follow through day нов. Ова значи, ако се случи ова, дека имаме ние многу големи шанси да го фатиме ботомот на овој чопи или на оваа корекција. Самиот ботом. Нас не интересира војна, ние не сме ни макро, ни било какво подкова, ни нешто што се случува, ни војствено, ни борбено, ни било како.
Ја самиот чарт овдека све кажува. Значи ова се случи, тоа значи дека ние сме го фатиле самиот ботом. Односно, овдека ќе се појават енормен број на примарни и секундарни лидери во пазарот. Тие се први што избиваат. Тие неуморно чекаат мала погодност за да искочат први, разбирате? Ќе ви кажам, како што напоменавме претходно, еве во bear market што се случува. Ова е bear market во 2022 година, ова сме го најголем дел од вас сме го поминале, сме го научиле, сме извадиле поенти од се ово. Гледате колку follow through day овдека ќе најдеме. Речиме овдека, пазарот паѓа, и тоа баја ги паѓа, значи pullback-от е овдека отприлика 27%, повторно или 23% повторно во критериум на bear market, и овдека имаме пробно рели. Разбирате? Ева овдека пораснали индексите, ова е вториот ден, но меѓутоа ние, како што рековме, на ботомот секогаш day one е самото дно на ботомот. Значи, овдека. Ние местиме овдека, значи ние овдека сме positionless, немаме ниту една позиција или имаме позиции кои што се мада у bear market не постојат позиции кои што добро функционираат, освен shorts. Но меѓутоа овдека ние не влагаме во други позиции. Ова на нас не ни е зелено светло. Рековме, ова е day 1, идеме броиме 4 дена. 1, 2, 3, 4. Тука почнува критериумот. Гледаме дека на овој ден овдека имаме задоволен критериум. Волјумот е повисок од претходниот ден. Индексите тој ден порастале за 2,12%, значи на нас ова ни е follow through day. На нас потенцијален market turn или потенцијален ботом ни ова. Овдека повторно ќе се појават многу setups. Рековме, значи запамтете една работа. На stock market се влага преку setups. Дали се тоа pullback, дали се тоа breakout, дали се тоа episodic pivot, дали се некој виешен искрен, cup we handle, значи you name it. Овдека ќе најдете многу setups. Што се случува? Имаме пробно рели овдека, броиме 4 дена, имаме повисок волјум од претходниот ден, имаме follow through day, индексите се скоро по сите key moving average, имаме ние во раст. Но меѓутоа за жал, овој follow through day пропаѓа. Крај на follow through day е секогаш кога дното од самата свеќа ќе биде бричувано. Че овдека сте купиле позиции, ви порастале него процент, за жал, овдека има уште многу поголем bad news, лоша слика за сток маркет, неизвестност, перспективност за натага, овој follow through day пропаѓа. Вие овдека повеќе немате што правите на сток маркет. Нека ви биде конфирмација овие moving average како дополнителна, дека вие уствари не сте го фатиле потом. Паѓа надолу, повторно пробуваме со follow through day, нека биде тоа една, две позиции. Чисто да го пипате пулсот на сток маркет. Ова е фаќање на ботом, се разбереме. Ако овдека влезете и го фатите follow through, вие ќе го фатите целиот bull market кој што ви се спрема пред вас. Нема да бидете ниту средни, ниту последни, ќе бидете први на сток маркет. И тоа преку избивање на иницијални лидери, разберете. Видете колку неуспешни follow through day, овдека има неуспешен follow through day. Овдека има неуспешен follow through day. Значи повторно. Овдека исто имате, чек да видам, да, и овдека имате неуспешен follow through day. Значи после 3 неуспешни follow through day, што и не е многу во bear market, и овдека ќутите, овдека поише од 8-9 месеци вие немате друго што правите освен да чекате follow through day како единствена насока за влагање во сток маркет. И тоа окей да е така. Овдека ќе има многу ќе има луѓе кои што се со краток фитили кои што ќе пробаат да се вадат од сите овие drawdowns кои што се наоѓаат. Вие тоа не го правите. Значи, ова е rookies job. За да влезеш овдека, за да купиш ти некои лидери кои што се по P или PEC или било што ефтино, ова е losers game, разбирате? Овдека ќе фатите follow through. Значи, ево, овдека нема да го фатите, така, ова ќе биде трет поред. Али овдека ќе фатите. Имаме пробно рели, значи овдека имаме пробно рели, овдека местиме ботом на последната долна, најдолна линија, тоа е ботомот и местиме D1, значи имаме D1, D2, 3. Ја така е follow through. Само видиме, значи од тука нема. Ево follow through day.
Ова е ова свеќе. Значи, не, извинете, ова е. Чекам. Ова. Гледате дека на свеќата волјумот е поголем од претходната свеќа, гледате дека дента индексите пораснале 2,18% на посилен волјум и имаме плюс 4 дена од пробно рели. Значи, дали овој ќе го сметате или ова исто е, пошто линијата тука малку не иста, разбирате. Што сте направили вие? Местите stop loss low of the day како генерална референтна точка за уништување на овој follow through day. Никогаш не бил пречуван на лоуто, значи вие фаќате home run. Од тука до крај. 40% раст, фаќате на сток маркет. Повторно ќе напомена на follow through day, се појават многу лидери. Follow through day не значи влез во индекс. Да повторам. Follow through day е референтна точка за ваши индивидуални акции. Може да го искористите купувањето од индекс. Океј сум со тоа. Но меѓутоа, тоа ќе ви биде главна тредница за купување на индивидуални лидери. Разбирате? Дали ви јасно прилика, дали имате прашања? Повторам, Майк Вебстер. Прогуглајте го, просрчајте го, че он има неколку илјадници видеа на ова, он има истражано многу подетално од мене, по-форензички, значи не само овој туку сите индекси кои што постојат. Критериумите се доста прости, значи имаме 3 точки кои што треба да се попунат. Темата избрав follow through денеска, затоа што денеска, односно периодот е тоа кој што го очекува цел свет. Да имаме ние breakout, follow through day и да имаме раст на индексите над key moving average. Ко симбиоза сите три работи имате големи probabilities вие да го фатите почетокот на овоа движење, разбирате, за оние кои што не се инвеститори, зборам, за оние кои што сакаме да го направиме добар тајминг на маркет. Имаме брачава, дали тоа значи дека стоп лос на нивото на ботомот на свеќата на follow through day? Да, има. Стоп лос нека ви биде дното на свеќата на follow through day. Но меѓутоа вашите индивидуални акции ќе приметите дека најголем дел ќе бидете стопирани пред да го допре дното. Зашто бетата во акциите е многу повисока, односно брзината на движење на акциите, на индивидуалните акции е многу по волатилност, многу поголема од самите индекси. Во bear market индекси паѓаат 25%, индивидуални лидери паѓаат и по 17-18, пута 2, пута 3. Така функционира сток маркет. Значи, чистењето е многу поголемо на индивидуални акции, разбирате. Дали имате некои други прашања? Океј. Деска во ме праша, имав некој прашање кој што ветив дека ќе го одговорам денеска, а тоа е дека доколку учествуваме на сток маркет преку options, односно преку option маркет, ако купуваме например липс, дали би било тоа добро и како било менаџирано тоа во поглед на ризик, разбирате? Нешто што би сакал да ве советувам е веќе вие купувате опции, односно деривати на самите акции. Кога купуваме опции и се само секунда, картиов. Тука сум. Кога купуваме опции, краткотрајни опции кои што имаат ити или expiration date многу близко, значи настои да имаме ние некоја улога во риск менеджмент, значи ние треба да бидеме сконцентрирани на самите опции.
Кога купувате, ова е многу критично. Значи, кога купувате долго метражни опции, односно долготрајни опции, липс, стоп лос, местете го на сток маркет, не на опшн маркет. Значи, што значи тоа? Ако ја, например, денеска на излезна си кој што ви имате watchlist денеска breakout, ова не го купив денеска, ќе ти одговорим, само да довршам. Значи, ова не го купив денеска, зашто има набрзо earnings, и тоа е добар breakout, имате голем раст, имате flag. Доколку, например, например, купам опции тука, 365 дена, значи 10 страйк цена на UCC, 365 дена истек, кај ќе ми биде стоп лосот. Мене стоп лосот ќе ми биде low of the day, овека. Без разлика колку и да паднала цената на самата опција. Значи, липс, иако липс е малце поспори, кај нив не игра голема улога Greeks као Delta, Time Value и Вегата, зашто се развлечени на поголем временски интервал. Стоп лос на липс нека ви биде на стоп лос на самата акција. И нека ви биде теа ментал. Значи, ментал тоа значи дека ќе си цртате на TradingView стоп лос овдека, или да премиша побоа, например, си додадете, например, хоризонтална една линија овдека на low of the day, и десен тастер, add alert, и ќе си креирате вие алерт овдека, кој што ќе го крстите кога сакате стоп лос. И ви му давате право на оваа акција да си се движи нагоре колку сака, но меѓутоа и на опцијата, односно на липот кој што го имате врзано. Значи, вие правите два маркета, спојувате во еден. Значи, ви играте на дериват на самата акција. Ставате вие заштита на дериватот. Дека ви биде тоа ментал заштита на акцијата. Зашто тој дериват, како ќе се наближува времето, како ќе збеснуваат делтите, односно како ќе збеснуваат сите Greeks, цената ќе биде многу поголемо, ќе се флуктуира невидено во интрадеј, разбирате? Ќе биде само noise. Намесите си вие low of the day stop loss и терете си липсот, ако сте убедени дека ќе ваќе тера акција до наредна час месеци, дека ќе бидат добри резултати, и понатака дека ви биде тоа само стоп лос на low of the day на самата акција. Имам според што кажа дека моментално се чека follow through ако е добро радба. Дали тоа значи дека може да се случи и без да има downtrend, може sideways тренд, апсолутно. Значи follow through day гледате да барате во sideways движење, значи во range. Повторно ќе напоменам, follow through day не се случува на индивидуална акција. На индивидуална акција учествуваат мал број на чинители во сток маркет. На индекс во кој што 100 најдобри компании од кои нели најдобрите по weight 10 учествуваат највеќе, нели остатокот го се без разлика, сепак големо учество, голема партиципација во сток маркет. Follow through day го барате само на индекс, разбирате? И како што рековме, ако движењето на QQC немаме даунтренд, реално, ова не е даунтренд. Да, имаме паднати се под клучни moving average, тоа ова е range. Ова е choppy маркет, ова е sideways движење маркет. Индексите малте не се егал од почеток на година. Значи, кога е, значи, околу, мислам дека индексите се дури плюс. Конкретно ќе ви кажам, значи, ево, QQ е малку падната, например, на SPY е тука е, околу 0,2% и 0,1% од нова година. За оваа година индексите се во нула загуба, како да ја кажам. Значи, follow through day се случува и во choppy маркет и во downside маркет. Не се случува follow through day во upside маркет. Значи, во bull маркет не барате follow through day, барате нешто сосема трето, барате breakouts, барате pullbacks или било. Follow through day во choppy, односно sideways маркет и во bear маркет, односно pullbacks. Тоа прашање кој сектор според тебе мислиш дека би бил лидер ако има многу рели сега и ова е нешто најстрашно што може да си го направите сами за себе. Секој пат кога прогнозирате што ќе се случи во иднина, вие се ставате самите во бокс. Ставате бајас непотребно кој што утре може само да ви нашкоди.
Никој не знаеше дека Америка ќе нападне Иран. Да, гледавме претења, гледавме се случува нешто позади завеси, но меѓутоа ние повеќе бевме сигурни дека Трамп ќе го нападне Гренланд, него одшто ќе го нападне ќе го нападне Иран, разбирате? Во сток маркет ако нешто го бутне пазарот, тој ќе биде секој пат некој ивент кој што ние не сме го претходно предвидели. Исто и со маркет лидерите, исто и со секторите. Никој не знае од сега натака што ќе биде хот тема. Разбирате? Одеднашка се појавува дефицит на, односно се појави шортич на чипови. Тоа кој може да го установи тоа? Ја гарантирам дека еден супер паметен од Seeking Alpha или од овие технолошкиве пандици кои што идат по телевизија кои што зборат не знаеше дека не можеше да препостави кој шортич во маркетот во моментално ќе се најде. Нас, ако некој прв ни каже кој ќе биде лидер, тој ќе биде самиот сток маркет. Како? Значи многу едноставно, ќе отидете и ќе ги отворите сите 7 сектора колку и да ги има. Направите се еден вид на watch list на ETFs или пак уште побоа на futures ако сакате, на сите клучни сектори кои што постојат. Вие ќе видите подвижење. Еве можам да видам дека семикондукторите или полупроводници се во uptrend. Овие продолжуваат, значи не знам од која година они се во uptrend, значи од дното на 2022 година, со исклучок на некоја сајт движење од 2024, они се во uptrend. Можам да видам да, например, дека ова беше не критикува, значи технолошки XLK се исто во pullback до 200 од овие може да ги бидат следни лидери, разбирате? Телекомуникации гледам дека више од летара на најгоре. Biotech, после долго време, видите ги Biotech, долго време се движи во нема одредници. Е се опробува, еве златни мајнери, и се исто ход тема. Utilities, точно. Еве ги financial колку се загреват. Financial не ида до banks или нешто поврзано слично healthcare исто, значи како што рековме као Biotech. Скопи, значи ова е gas and oil, видите колку има драстично, видите какво рели се случува во моментот. Кога ќе почне да раснат сите овие ETFs, вас ќе ви даде биде голема насока, ќе ви биде големо red light, кај да нагазите. Али повторно, знаеш како, мене цел живот ме уче, односно сите овие кои што сум ги читал, трейдери сите некако ме учеа спротивно на ова што сега го знам, на кој што ја кој што верувам. Или по книга, или по 99% на колективна перцепција, секој ќе ви каже про гледајте го секторот, индустријата, па на крај извадите си ги лидерите. Што впрочем е најнормално да е така, разбирате. Ако јас сега денеска гледам дека у Semiconductors све живо иде во избива нагоре, ја ќе ги барам главните лидери во Semiconductors. Но меѓутоа, после голем труд и после голем истражување и многу повеќе читање што треба, сум установил дека гледајте вие маркет лидери. Гледајте вие моментум на индивидуални акции. Затоа што тие секогаш избиваат пред самиота хот тема, пред самиот индустрија, пред самиот сектор. Тоа рековме го правиме преку обичен скринер. Ако ја на пример извадам моментум лидер на Big Caps или на компании кои што се со најголема маркет капитализација и можам да установам дека сите овие компании кои што избиваат, кои што се лидери на нешто што е хот во позадина, нешто што фали на сток маркет. Еви текно на BV ви го предложи како опасно и PV што се случува. Фантастичен фраер, моментално гази. Разбирате? Не, овие се small caps, изведе, нешто направив привид, за тоа се зачув, зашто го нема SNDK. Most capitalized performance, ви имате сите скринзи кај мене. SNDK, што ви кажува? Гледате лидер, најак лидер помеѓу Big Caps. Ова е еквивалент на Nvidia во 2021 година. Купуваат да добра, директно.
освен ќе истражуваме, ќе се додаваме или ќе правиме муавење по групи, дискорди, по зошто е оваа компанија пораснала ти илјадници проценти во неколку месеци, во неколку години. Многу едноставно, дека се 1000% ја пораснала SNDK затоа што има шортич на меморите кои што ги креираат заедно со STX и со овие јужнокорејци. Значи, price action е секојаш лидинг индикатор, преку него ќе го дознаете се што крие една акција. Значи, ова движење дека што го гледате, оваа точка, овој пик денеска кој што е некој пробен breakout, како сакате да нарече, овој ги крие сите минати вредности од сега, но меѓутоа и целата сите идни случувања и консензус или estimate или како сакате да речево, или проблеми, мани, погодности, било што на оваа компанија во наредни 6 до 12 месеци, па и повеќе. Ова е единствен миродавен фактор или индикатор за движење на квалитетот на една компанија. Видете зошто се движи SNDK, проверете во кој корпус на акции се наоѓа или што тема крие, вие ќе установите дека уствари се наоѓате у лидер кој што има причина да расте. Еве ви mRNA, моментално е втор лидер помеѓу Big Caps. Ова е не дај Боже. Овие беа лидери во COVID 2012. Што не мора да значи. Може пазарот истимитува некоја нова некој нов трајал или некоја нова револуционерна идеја кој што имаат, кој што ја спроведува. Ја не сум биотек, нити сакам да бидам, јас само читам или интерпретирам тоа што ми го кажува price action. Има зошто се движи mRNA моментално. Гледам дека резултатите не се сјајни. Неам истражено што се случува, меѓутоа ако јас дел од вас препоставам поише знаат и од мене. Испитате дека нешто се случува, дека се крие некој нов трајал, односно некоја нова измишлјотина нива кој года или некоја превентивна вакцина или било што да. Лајт, еве просто, лајт. Зошто лајт се движи у цел корпус на акции? Ево ова дека биде последно. Затоа што тие дата центри за функционираат и тој cloud networking да функционира оптимално. Потребни се овие прават, дизајнираат optical компонент за и ласери за cloud networking and industrial application. Ово што го прават они го нема у светот. Фали. Сите тие идеи, сите тие напредни технологии кои што ги поставуваат они бараат напојувања, бараат кабли, бараат као Кридо што прави известни поврзувања за напојување или например овие што прават fiber optics, како се викаат сите компанији. Значи има некои кои што се дефицитарни. Вие ќе го откриете преку самиот price action, ќе откриете зошто има шортич на сите овие работи кои што они ги креираат, разбирате? Или би е некоја алтернативна напојување. Они користат некоја low latency мрежа која што е невидена во цел свет. Има случајно зошто се движува овака. Ова не е дека јас трпе или било кој од вас сме нагазили акцијата за да расне или пак намалени добивки имате. Ова е EPS over revenue, дури намалени добивки драстично, видите какав нарастот, колкаво имате добри резултати или било што, разбирате? VRT исто, ова има добри резултати, точно овие се AI потреба во било кој контекст. WDC исто, Устав Memories, како што е првиот. Овде ќе ги откриете сите теми кои што се ход преку маркет лидер. Наша задача е да купиме еден маркет лидер, односно наша задача е ова многу треба да го знаете. Само 20% од сите пикови кои што ќе ги избереме цела година, ќе го направат целото богатство. Вас нема да ви направат пари портфолио. Сме го врзале портфолиото, имаме 15 акции, тоа портфолио ќе ни генерира профит. Не, само 2 до 3 акции од тоа портфолио ќе ви направат сите можни заработки во цело портфолио. Други ќе бидат во sideways, некои ќе бидат 15-20%, а маркет лидерите ќе простат 3000%, 2000%, 2500%, 800, 700, некои поспори акции. Тие ќе ви го направат, ќе ви ги исперат сите оние лосес кои што ги имате направено по пат и ќе ви ги направат сите заработки за цело портфолио.
Значи во секој случај да, Златко, low of the day при фаќање на follow through day. Значи ова е day one. Еве ќе ви кажам добар follow through day. Гледајте. Ова многу убаво памтам 2023 година, дека бев на водници опшен експерт, дека се занимавав предоминантно со опции, дека правев купував комбиња, не комбиња, туку комбос од повеќе опции, дека може се поише играв и истражав. Пазарот после тој bear market од 2022 година влезе во опасно рели од 30-40%, ова го викаме ние локаут рели. Рели кој што нема, без малку да нема некој посериозен пулбек кој што ќе ни даде шанса за останатите кои што не го виделе овој follow through day, кои што не се паметни ко вас, кои што не седнале да научат што е follow through day или што е bottom catching преку избивање на 10 и 20 day moving average, кој што тука веќе вочле. Одека избиле индекса, одека после bear market сите се одека команданти, разбирате? Одека сите знаат дека веќе готово правен индекс. А ова е касно, одека веќе се отидени главните лидери. Паѓа во корекција Насдак после неколку месеци, паѓа летоска. Лето многу памтам. Паѓа во корекција, имате 3 нозе надолу. По channel, тоа е нешто слично кое што нашо во движење, че не е некој драстичен даунтренд, одека е некој 7 до 8 до 10% корекција на пазарите. Ова би доаѓа како некој bull flag. Интересен, знаеш. Сега паѓа, одека бараме follow through, можело да биде, немаме follow through. Гледате, сите овие надолу што се, немаме од претходен ден посилен волјум. Овдека исто бараме follow through, овдека може да биде. Значи, овдека имаме неуспешен follow through day. Ова е овдека. Гледате, исто, дента, имаме D1 од тука, така, од bottom, D1, после 6-7 дена имаме follow through day, имаме јак волјум, но меѓутоа е рано. Пазарот вика, уште е рано, тоа што си купил, lock in profits или бегај. Нема што да правиш ти уште. Има уште за корекција. После вториот обид, значи вие 3-4 месеци одека се имате само една пробна опипување на temperature на маркет. Одека имате убав бабачко take-out, односно пат на самите индекси, одека имате пробно рели, така. Секој пат рековме последната точка на долниот пик е D1. Чи броите 1, 2, 3, 4. Од тука веќе имаме критериум за follow through. Кога го видиме на овој четвртиот ден овдека, немаме добро волјум. Значи нема овдека, видете го волјум, овдека од претходниот ден е многу помал. Овдека гледаме повисок волјум од претходниот ден и расна индексот дента од 1,89%, што имаме критериум за follow through day. Дури сум го зачкртал. Ова е follow through day. Ова е bottom catching. Ова е под надолно движење, после корекција, реално под сите овие moving average кои што се downsloping, и одека вие ги видите најголемите setups на stock market. Многу пати ќе бидете исплашени во овој делот овој тајминг на stock market. Овдека препоставувам, значи немало некои сериозни лоши ньюс, но меѓутоа например во COVID, а овој follow through day имате многу лоши ньюс секаде. Ќе умре светот, не знаете колку 5 милиони луѓе умреле од COVID, зараза да не се повлекува, а пазарот контраријарно избива и гази. Значи, идете против вас, почитувате price action и chart, и овдека нема да бидете сигурни дека ова е оправување индексите, пошто овдека ви е скучено, преку скурца, значи овдека имате 3 месеца даунтренд, 3 нозе, кој што е фрустрација овдека надолу, кој што ви акаунтот или ви е во длабоко во минус или во некоја нула, и овдека вие преку овој price action ќе биде докажано дека вие фаќате bottom. Месите stop loss тука, low of the day е stop loss, за да не биде причувано самиот индекс. Сега, например, тргне и падне надолу, тоа, сте пробале, сте направиле се што можете, пазарот ви удрил шамар дека не е време и место, вие се
безпоговорно отргнувате и респектирате пазарот. Тој што не го респектира пазарот, тој ќе изгуби на сток маркет, да разбирате. Контраираци, тој што мислат дека се попаметни од сите овие луѓе кои што овдека се кријат милиарда експерти, милиарда луѓе кои што имаат билиони, имаат информации од прва рака. Дали имате други прашања? Декси да малце се повлекуваат од курат. Денеска, да бидам искрен, не направив ништо убаво. Мислев дека во примаркет имам лидер, меѓутоа како и секогаш, сток маркет не функционира на наши мислења, на наша обсервација. Ова е идеален сетап за мене. Рековме, најголем дел од сите сетапс ќе бидат неуспешни. И тоа е нешто што мора да се помири. Да би биле сите breakouts или EPs успешни, ние ќе бевме трилионери. Одека се борат милиарда луѓе еден со друг. Ова е идеален сетап. Ова запамтете го. Ова е пак да е, пак уште 3 пати ќе влезам. Деска сум 3 пати стопуван на ЗВРА. ZVRA. За несреќа ова е како Health Sector, Health Technology. Има добри резултати, гледате 130% раст на EPS, имате 184% раст на year over year на revenue, имате flag, имате стеснување, имате channel, имате драстично намалување на волјум, значи ја не викам дека нема да успее, значи едноставно сум стопуван 3 пати денес. Не, percentage wise сум во минус, но меѓутоа не е ништо страшно. Пробав на почеток, ме повлече, пробав уште еднашка, се повлече. Сега има флек, моментално има на hourly chart. Ова може да биде лидер. Сега дека ви зборам на вас, не можам убаво да го... Што случува? Не може убаво да го следам. Значи имате вие... Што не функционира. Имате на hourly chart, имате flag моментално. Гледате вие lower, higher lows, кои што се... Имате на драстично намалување на volume и higher lows, дека после избивање дека ова може да успее, значи ова не е ништо изгубено. Малку е повеќе волатилно денес како што треба, значи се движат овој рейнџ малку се повисок, денеска само интравина, што ми не функционира нешто што треба. Ајде се, добро. Денеска имам нова позиција, денеска купив само проверам. Не е идеален ден денеска за мене, јас сум длабоко денеска во профит, заради минат труд, односно заради позиција која што го претходно имав. Таму дека купив лајт денеска, тоа сум убеден. Денеска купив лајт. Повторно, компанија која што е која што ви ја напоменав преска, во дизајнира optical components, значи повторно поврзување за овие дата центри. Има добар нус пред некој ден кој што направила колаборација заедно со Nvidia и со компанија која што имам некој четврт акаунт, COHR. Nvidia направи со овие две компании колаборација, односно направија некој си заеднички проект. Големо движење, паѓање од клучни moving average 10 и 20, бидео опасен reversal. Денеска, го гледате гапа по денеска, сакате да наречете го ова EP, меѓутоа на мене ми е доволен показател дека овдека има јачина, разбирате. Над 10 и 20 со гап ап солиден до 7%, 6-7% од отварањето претходно. Ова е вош wareout има направено на многу weekends, кои што не веруваат во оваа компанија.
Што зема од Дренска друго? Нешто сум стопуван плюс. Intel купив. Напри Intel? Ја дека ми ја нема. Не, ми ја има Intel сум у плюс. Ова е солиден breakout. Запамтете го ова движење, значи. Имате голем раст, 5,13 солиден average daily range, имате консолидација, значи крш маркет, повлекување под 50 дена moving average, кој што е голем ред флег за мене. Меѓутоа, овој absolute reversal ми беше многу голема green light за вчера, дека веќе има силина да се врати се ова. Значи имате range надолу, повтора рековме, никогаш не месете линии вакви. Немате потреба. Еви дури да е така, окей, пак. Месете кај што е коската на движењето, од прилика. Коската на движењето е ова. Ова е коската на движењето. Гледате. Најголем дел од ова мител, да, не е точно. Нешто ми се случува со маусот или со нешто што имам штартано предходно. Да, Intel ми е денска позиција кој што заедно со Light. И со рековме со пробен breakout на ЗВРА, кој што моментално сум стопуван. Гледате, имате ЗВРА, имате breakout. Тие што се уклучени дека може да пробате да го купите овој EP моментално. Имате breakout на hourly chart. Стоп лос него ја виде под овој саат овде. Не може да влезам во интердей на ЗВРА, не знам зашто. Почекате ме само една секунда, ќе да го купам пак назад само на компјутер и веднаш се враќам. Видете или не? Видете ли? Еве сум тука, многу ми е драго што уживо се случува нешто што многу убаво in vivo кога ќе го гледате нешто што пробам да ви објаснам, пошто многу е тешко да ви објасни никој на памет. Моментално се случува breakout на hourly chart. Избила акцијата денски, значи денски на отварање, паднало, одека беше отварањето прика, паднало од отварањето, значи направило се живо и диво и моментално на hourly chart имате higher lows, турпајќи ова 10 дена 10 сата движење на интрадей имате моментално breakout. Повторно, ништо не е гарантирано. Не значи дека ЗВР моментално нема да го искористат овие кои што се шпекулираат и кои што не чекаат горе у залеча да не шортаат надолу. Видете го волјумот моментално. Ова е страшно, значи на 1,1 милион просечно движење имате само денеска 7,6 пати поголем волјум. 7,67 милиони просечен дневен волјум денеска на оваа акција, наспроти 1,1 милион просечно у последни 20 дена. Значи имате pocket pivot волјум на јаки резултати, на добар сетап, еден, втор сетап EP, и тоа е тоа. Ваша работа е да пробате. Сега ми текна една идеја, односно еден муавет, многу пати, и ова треба вие да го знаете, многу го критикуваат Кристијан Коламаги од типот, човек,
Кога да сум те послушал и сум купил, например, ЗВРА или било кој EP, секој пат бидувам стопуван на Law of the Day или, например, на неголем број дел од акциите. И одговорот на Кристијан Коламаги, као реплај му беше, треба се научиш на реентри. Значи, ништо не е изгубено ако вие бидете стопувани. Кога имате вие добар риск реворд, значи кога имате минимум 3 пати реворд или процент на добивка врз основа на тоа што го ризикувате. Рецимо, 5% ризик, стоп лос, и 15% потенцијална добивка, значи вие сте 3:1 или имате 3R, или 3 пати повеќе од тоа што го ризикувате. Вие можете да бидете 7 од 10 пати во грешка и пак да правите пари на сток маркет. Ова е game of probability, овдека не е гейм на сезнајковци или овие кои што знаат што ќе направат 7,65 милиони акции кои што ги свртеле овие многу попаметни од мене од вас, кои што знаат, кои што некои ја хеџираат акција, некои ја купуваат затоа што планираат да ја чуваат наредни 100 години, претпоставам. Да не и така хипотетички го кажувам мове. Али е битно вие да пробате, вие почитувате price action, пробуете. Ако мене ме стопило, ја можам денеска уште 10 пати, не го гледате PNL. Ја можам денеска, ако ова отиде до утре, ќе ми го збрише целиот лос на сите 3 стоп лоса денеска кои што сум ги направил, ова може да отиде 16, 17, 20, разбираш. Златко ја купи ти на ботом ЗВРА денеска? Поставам дека си ја купил во примаркет. Не би ти препорача. А Ксене вчера, Ксене беше добар лидер вчера, меѓутоа денеска не, денеска е чит. Или денеска имате, глеса, ако се ставиле дека стопос, препоставам дека ќе бидете вие стопувани денеска, пошто гледате го овој вик падало скроз. Ако сте имале статичен стопос, препоставам дека ќе бидете стопирани. Ова е добар брекаут овчар. Ако сте уште у Ксене, Златко, ако си на Ксене уште уигра лодатја. И тоа сакам да речам, че ако е лов да дел дека гледате малку подолу секој пат дајте му малце фора, зашто дека многу луѓе ја гледат акцијата, многу луѓе сака да ви избацат од игра, разбирате? Многу стоп лосос има на лов да дел. Разбирате? Сака да некоја друга тема, сака нешто прашате, сака да некој тикер да ми дајете да го просудираме заедно, сака нешто околу follow through да ме подпрашате, и да го видам ова Златко што го постирал. Чека, не си стопа на Ксене, тоа денеска ти е по прва позиција, денеска влезе као second entry. Исто, ова е добар потек што се го направил денеска. Многу трейдери ова го прават. Гледате втор ден што ќе направи акцијата. Ова е топ. Ти денеска имаш колку имаш? Денеска имаш 3-4% профит сигурно, така? Препоставам. Само на Ксен. Одлично, браво, само напред. Веќе ги поминам со сите вас денешни випи кои што беа на Тацна. А иначе денеска би требаше да биде малце подобар price action на сите овие други акции. Повторно ја нагласам тоа што е добар маркет од денеска. Имаме, се движиме кон follow through day. Што ми коче, дали стискам нешто? Ова лаптопова, heavy shit. Пршу пичку, мата. Ајде ги поминеме скринорот на EP за денеска, чисто да имаме некој добар лидер, некој добар репрезент. Кај е добар EP? Без разлика на исходот. Гледате, picture perfect EP, зашто само таму има probabilities. Ова на пример добро EP, без разлика што е моментално неуспешно. Овие Therapeutics малце ме нервира, пошто се некој фазон на биолошки овие кои се на health компании кои што овие се движат на некои нивни испитувања, некои што стварно не ги радат. И не сакам да ги знам. Ова е лошо, ЗБР ми го дава као потенцијален претендент за да биде успешен, ова е крш, значи кој ова и да отиде и до тука. Да бе, ова е по сите moving average. Крш. Бија лошо.
Cure, ова го имам овдека имам продаено Cure, овдека извадија некој trial failure или од го влекоа кој ќе ми искочи лекот или нема што беше, видете го како гап даун, ова беше страшно, 98% пад на акцијата. Среќа што бев искочен малку претходно. Има нешто интересно. Еве го TMD, што ви реков. Биде како piece of shit во моментов. Дека имаше преку билион тргување, односно волјум у текот на денот, пошто е многу е пени стопи. Многу од вас ми ја постира во DM као добар price action, добри, ја реков дека мене ми се свија. Односно дека е пени стоп. Нема professional hands, нема professional push-out. Една институција не купа ваков шит. Light, денеска. Значи, iData Centers Optics, Fiber Optics. Види, сите овие, ова е одлично IP, ова запамтете, ова нека ви биде врежано во глава. Долго движење, значи сайдве движење, ова форма на некоја си база огромна, како сакате да наречете. Видите го IP-то, фантазија. Види го, неуморно, gap up, сам долго сайдве движење, gap up огромен candle, видите го волјумот, ова дека скрими, ова ви вика, купуваме, идам, сакам да идам нагоре наредни месеци. Исто ќе повлечам све што е у тој формат. Light, GLW, исто. VF, исто. Сите се овие testing equipment for optical components, кој што се рековме дека е препоставено во некој си дефицитарен момент, разбирате. Тоа дечки, мислам дека денеска беше доволно, дека биде малку кратко да не навлагаме во некои други теми. Ја немам идеја што се случува, ќе малку да седам на компјутер да видам што ќе направам пред market closing. Завршни зборови сега да дам. Значи, ја искрено очекувам дека конечно ќе заврши овој чоп маркет. Мене ми е еден од најтешките маркети, зборам не, јас сум бил многу полошо, јас сакам дирекција, сакам движење, или идеме нагоре или идеме надолу. Ако идеме надолу, тоа си има име, се вика pullback или bear market. По pullback, bear market немате што направите. Застави имате позиции, ако сте инвеститор на подолгоречни позиции, кои што не ги чепкате, не ги гледате, кои што ќе гледате огромни лосис. Ако сте position trader или трейдер како мене, кој што сакате да фаќате моментум или било што, вие таму немате што направите. Некој ќе ви каже, да, ама зошто не идете на шорт страната? Бегајте од таков бајас. Не викам дека нема да има breakdowns во bear market, таму ќе може да фатите добро движење, меѓутоа си го навикнувате мозокот на нешто што е контрарно на берза. Берзата во најголем дел од времето се движи нагоре. Повеќе 70% од времето се движи нагоре. Проблемот е што кога паѓа, знаеш како викаат, берза се качува по скалија, паѓа со лифт. Паѓа минус 25% на индексу неколку недели, месеци. Лидер што сте го купувале со години нагоре, може да ви падне 80-90% у најмал bear market или pullback од 25% на индекс. Тоа е проблемот. Затоа вие сте паметни, чекате follow through day, чекате 10 и 20 дена moving average да почне да стопуваат нагоре, акцијата да биде над нив. Гледате volume сирен, гледате follow through day да барате за да видите да фатите вие market turn. Ништо, јас се газам, наредна прилика се слушаме некоја наредна прилика. Ако имате прашање, ако имате да додадете било кој идеја за нареден ток или за нареден разговор. Сега само Јован само што го купив ЗБР. Значи ја денеска не сум на компјутер, average price ми е некаде на отварањето. Ти викам неколку 2-3 пати ми беше на отварањето, не ми текнува на. Сега само што го купив. Како е ЗБР? Ништо се движи. Повтора малку се врати. Добро е што гледате овакви увек интересни. Ова бела линија, гледате го, ова е VWAP. VWAP е многу добар индикатор, затоа што ова е исто просечно движење, но меѓутоа кој што е вејтувано или кој што е
Пошто е голем има удел волјум. И VWAP е линија, односно индикатор на кој што влагаат најголем дел од алгоритмите. Това треба да го знаете. Алгоритмите на големите фраери влагаат на VWAP и на short и на long страната. Поготово кој има bear market или кој има breakdown, секој тестинг на VWAP нагоре е буткање на алгоритмите, не на човечки фактор, на човечки клик. Дека имаме Doji Candle е неодлучност, но има Inside Candle од претходниот candle, значи дека се консолидира, гледаме слаб волјум, нема голем selling pressure, можно е во текот на денот ова да избие нагоре. И може да фатиме home run. Home run овие биде double за неколку месеци, недели месеци. Ве поздравувам сите, фала ти Вања на тебе, ти си легенда, се слушаме, се гледаме повторно во некоја наредна прилика.